Најави за денешните настани. Брзата помош подготвена за бран од туристи за илинденските празници. Регулатор на Барада одредува крајната цена на водата. Со концерт на Антички, Силви Бенд ќе одбележат 35 години музичка кариера. Незаконит риболов во Струшко, запленети 157 парчиња белгица. Разорен земјотрес од 8,8 степени на Камчатка, нема жртви, причинета е само материјална штета. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со ТВМ. Во Охрид денес имавме претежно сончево, ветровито и посвежо време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура изнесуваше 25 степени Целзиусови. Во четврток во поголем дел од Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, локално со поројни врнежи и свежо време со температури кои што се под повеќе годишниот просек за овој период од годината. Во поголем дел од Пиринејскиот и Апенинскиот полуостров ќе превладува претежно сончево и потопло време. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево, ветровито и свежо време со појава на локална облачност. Во југозападните, јужните и југоисточните предели умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Максималните дневни температури ќе достигнат од 26 до 31 степен. Во Македонија во четврток ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Пообилни врнежи се очекуваат во југоисточните и источните предели, каде што локално се очекуваат и до 25 литри. Ќе биде ветровито и свежо со пад на температурите. Минималните температури ќе се движат во интервал од 12 до 21 степен, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 20 до 29 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и свежо. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 26 степени. Во Охрид во петок и сабота, по свежото утро, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 14 степени, додека пак дневната ќе достигне до 29, односно до 31 степен. Во недела, претежно сончево и топло време со појава на локална облачност, со дневна температура до 33 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби.
бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Од овој викенд па се до 10 август, Охрид традиционално ја доживува кулминацијата на летната туристичка сезона. И годинава најавени се низа концерти околу 2 август и Линден, па се очекува наплив на гости. Охридската брза помош очекува зголемување на обемот на работа, поради што ќе бидат активирани дополнителни ресурси. Од Охридската брза помош се подготвени за поголемиот бран туристи кои ќе допатуваат за време на илинденските празнувања, кога во Охрид се одржуваат голем број концерти и други настани. Ке работиме со зголемен капацитет, ке активираме плюс една екипа, така да досега сме со 2, за околу Илинден ке работиме со 3 екипи. Во текот на јули поради тропските температури интервенциите на брзата помош беа позачестени, но началникот на службата посочува дека сепак споредено со лани бројот на повиците овој период бил за околу 20 до 30% помал. Тоа е резултат на помалиот број туристи споредено со минатата година и почитувањето на препораките од лекарите. Зголемен е бројот на колапси, дали поради топлото време, дали поради низок притисок, поради хипотензија. Исто така имаме сончаници топлотни удари, и зголемен е бројот моментално и на стомачни вируси. Сега дали тоа се должи на водата од езерото или од водоводот, тоа не ни е потврдено. Брзата помош секојдневно има интервенции за алергиски реакции од каснување од инсекти. На почетокот од сезоната имавме 2 или 3 каснувања од змии. Сега е намален бројот. За каснувањата од оси пчели секојдневно имаме случаи, луѓе кои се алергични, некои не се алергични, а сепак доаѓаат кај нас за помош. Па би апелирал доколку немате некоја појава на симптоми како гушење, отоци, црвенило по телото, да не доаѓате. По тропските горештини кои им предизвикуваат здравствени проблеми на граѓаните, деновиве следува пат на температурите и до 10 степени, што исто така може да представува шок за организмот. Ненадејните температурни промени најмногу ќе ги почувствуваат хронично болните и постарите лица. Регулаторната комисија бара да ја одредува крајната цена на водата и тоа да биде задолжително за водоводните претпријатија. Со тоа ќе се намалат загубите на вода и ќе се придонесе за инвестиции во водоводната инфраструктура, без при тоа драстично да се зголемат сметките за водните услуги, смета председателот на Регулаторната комисија Марко Бислимовски. Состојбата на јавните водоводни претпријатија во државава може да се подобри доколку Регулаторната комисија ја определува крајната цена за секоја водна услуга, смета председателот на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со отпад Марко Бислимовски. Ние во изминатиот период во соработка со водоводните претпријатија во државата, кои што имаат свое здружение АТКОМ, се усогласивме и работиме на доставување на заеднички предлог за измени и дополнување на најверојатно на 2 закона со кои што ќе се овозможи на Регулаторната комисија за енергетика да ја определува крајната цена за секоја водна услуга. Бислимовски очекува со измените претпријатијата да ги намалат трошоците, загубата на вода, а тоа да значи повеќе средства за инвестиции во водоводната инфраструктура. Сега имаме една исклучително лоша ситуација во државата. На државно ниво загубите на вода ни се 64%. И веруваме дека со овој нов концепт ќе се придонесе за нови инвестиции во оваа инфраструктура, која е стара 50, 60 и некаде 70 години,
со тоа ќе се овозможи намалување на загубите кои што ги има на вода, но исто така ќе се намали и процентот на ненаплатена вода. На тој начин, тоа е во интереси на потрошувачите, ќе имаат стабилно и сигурно снабдување со вода, но заради намалување на загубите, тоа нема драстично, односно нема да има никакви сериозни зголемувања на цените за водните услуги. Сега, како што објасни Бислимовски, регулаторната комисија носи одлука за цената на водните услуги со која се определува минималната и максималната цена за секоја услуга која ја даваат водоводните предпријатија, а потоа врз основа на таа одлука, управниот одбор на предпријатието носи одлука за цена во рамките на минимумот и максимумот, која пак потоа се доставува на одобрување од Советот на општината. И очигледно е дека тоа е посложен процес и исто така има политички влијанија и не секогаш се носат одлуки кои што се во интерес на водоводните предпријатија, но и во интерес на потрошувачите. Регулаторната комисија за енергетика ќе ја носи одлуката за крајната цена на водата на ист начин како што тоа го прави за струјата, парното и за природниот газ. Со планираните законски измени, одлуката за цената на водата од регулаторна комисија ќе биде конечна и задолжителна за комуналните водоводни предпријатија. Силви Бенд го одбележува големиот јубилеј – 35 години музика, љубов и верност кон публиката со концерт на Антички театар, кој представува најголем концерт во нивната досегашна кариера. Утре под звезденото небо и во волшебниот амбиент на Античкиот театар во Охрид следува ексклузивен концерт со симфониски оркестар кој ќе ги спои традицијата и елеганцијата во едно незаборавно музичко доживување. По повод 35 години активно присуство на македонската музичка сцена, Силви Бенд ќе приреди спектакуларен јубилеен концерт на сцената на Антички театар со учество на симфониски оркестар во живо. На својата верна публика утре бендот ќе ја понуди уникатна фузија на поп-рок емоција и класична елеганција, најавуваат Силви и Владко. И по 3 децении на сцената Силвана Мучич вели дека има позитивна трема пред концертот. Golema odgovornost, golem predizvik i pred se zadovoljstvo i sreće i čest. Все заедно. Видики, би рекла, и всушност на сите пријатели и луѓе околу нас со кои што зборуваме за овој концерт, бидејќи тоа ни е главна тема во овој период. Токму тоа го потенцирам. Сите овие 35 години поминати со успешни настапи на фестивали. Би рекла една таква fina, ubava, nagorna linija, nemavme nekoj oscilaciji vo smisla napadovi i slično, bevme konstantni i postojani, no eve сега sa ovaj koncert treba nekako i da se potvrdime i da go potvrdime сето тоа. Да се настапува на Антички театар во мојот Охрид е голем предизвик, вели Владко Плевнеш. Со самата рустичност што ја нуди стариот дел на градот, а знаете ви дека сум јас од тука, и на вистина ќе биде чест. Едва и чекам, пишував ноти 2 години и распишав нотиве за ова мини филхармонија, да ја кажеме. Имаме виолини, контрабаси, чела, трубачи, многу голем бенд од 20 и кусур луѓе. Значи, за прв пат ќе имаат прилика нашите фанови да го слушнат Силви Бенд со репертуарот негов во едно посебно музичко доживување. Со еден богат спектар од изведби, концерти, мюзикли, Силви Бенд континуирано ја слават и промовираат македонската, ромската, српската песна и песната од светските сцени. Фестивалските настапи и енергијата со публиката се она што ги одбележуваат 35 години на музичката сцена, вели Силви. Секој настап беше волшебна приказна за себе. Но има, навистина, кога почнувавме, голема потврда за нас беа фестивалските настапи и наградите секако значеа. Но потоа следеа настапи на сцена заедно со познати југословенски имиња. Да кажем Ѓорѓе Марјановиќ, Мики Јевремовиќ,
Кемал Monteno, Oliver Dragojević, Zdravko Čolić, и да не ги набројувам, уште многу, бидејќи ние веќе 91 настапивме и на Месам и бевме најдобри дебитанти. Утре вечер публиката ќе ги слушне омилените хитови како Ангели ме носат, ме полудуваш, 1762 лето и многу други кои оставија белег на македонската музичка сцена. Концертот е закажан со почеток во 21 часот. Самостојна изложба на ликовниот и визуелен уметник Сашо Блажес на 1 август во Охрид. По самостојните излагања во Париз и Венеција лани, како и во Австрија и Италија минатите години, оваа година охридскиот уметник Сашо Блажес се представува со една исклучителна изложба, која што дел беше представена и во музеј на град Скопје. Изложбата носи наслов Нурни во мене и на 1 август ќе биде поставена во куќата на Робевци во Охрид. Отварањето на изложбата е во 20 часот. Сашо Блажес има реализирано 16 самостојни изложби во Македонија и во странство, а има учествувано и на бројни групни изложби во повеќе земји низ светот. После 8 години, оваа година Блажес повторно самостојно изложува во Охридскиот музеј. Незаконит риболов во Струшко. Вчера, 30 јули, во периодот од 2 до 4 часот, полициски службеници од полициската станица за граничен надзор Охридско езеро извршиле засилени контроли во водите на Охридското езеро со цел спречување на незаконит риболов. При тоа, на подрачје на Струга и Струшкото село Калишта, пронајдени се 2 висечки мрежи со должина од околу 400 метри, кои се најстрого забранети за лов на риба, со улов од 157 парчиња риба белвица со вкупна тежина од 22 килограми. Мрежите и уловот се подигнати од водите на езерото и донесени во полициската станица за понатамошна постапка, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!